Продолжува 8-та собраниска седница на која претениците и денеска расправаат за предлог за вршната сметка за буџетот за 2016 година. И денеска, како и синоќа, во бројни меѓусебни реплики, претениците од опозицијската ВМРО ДПМНЕ оценија дека економските политики на претходната влада, предводена од нивната партија која го подготвуваше буџетот за 2016 година, биле ефикасни и придонеле за раст на економијата, намалување на невработеноста, странски инвестиции и финансиска стабилност. Упатија критики за предложениот ребаланс на буџетот, со кој сметаат дека се кратаат финансии за проекти значајни за граѓаните. Кога дојде ова власт на позиција да решава во државата, додека, да речам, да дојде цело време, кажуваше дека домашните компании биле трнати настрана од страна на власта, на ВМРО ДПМНЕ, дека сме се грижеле само за странските инвестиции и така натаму и така натаму. Јас мислам дека тоа не е точно, а претпоставам дека и вие ќе го потврдите тоа со ваше гледање на работите, бидејќи сигурно повеќе стотици домашни компании соработуваат со големите странски компании кои што се во слободните индустријски зони и на еден начин се нивни и кооперанти и нивни даватели на услуга, со еден збор и тие активно гледаат корист од функционирањето на големите странски компании. Само еден податок, кој што претпоставам дека го знаете, дека извозот на Република Македонија во последен период се има неколку пати зголемено него ли што беше пред да дојде ВМРО ДПМНЕ на власт. Освен за состојбата на малите и средни предпријатија во земјава, пратениците од ВМРО ДПМНЕ потсетија и на задолжувањата кои ги направи новата влада, која за само месец и половина на власт ја задолжи Македонија за 60 милиони евра. Илија Димовски пак рече дека СДСМ на чело со Зоран Заев не исполниле ниту едно ветување од предизборната кампања и дека сите ветувања се само лага за граѓаните. Неверојатно колку се нема обзир спрема ветувањата кои што се дале. Ветуваа 140 милиони евра на годишно ниво за поддршка на мали и средни предпријатија, со ребалансот за буџетот даваат само 1,4 милиони. 100 пати помалку од ветенот. Еве да речеме дека тоа ќе се однесува на 5 месеци, требаше да одвојат бар 60-70 милиони евра. Тие одвојуваат 1,4 милиони. Ништо повеќе. Го критикуваа претходниот министер за здравство за неговите ноќни инспекции и посети во болниците, гледам иштото почнаа да го применуваа. Се подсмеваа со претседателот на Република Македонија за неговата комуникација со претседателот на Република Турција, ги гледам висока владина делегација ќе оди на поклонение кај Ердоган. Велеа дека ќе го намалат бројот на функционери, на министри. На денешнава седница ни предлагаат собранието да избере 5 подпредседатели, 5 заменици секретари. Никогаш и никаде не видено во Република Македонија. Тоа значи 5 шофери, 5 секретарки, 5 асистенти, 5 репрезентации. Досега максималниот број бил 3. И за подпредседатели и за заменици на генералниот секретар. Значи, апсолутно се оди спротивно на сите ветувања. Министерот за финансии Драган Тевдовски вчера пред пратениците рече дека економскиот раст на Македонија во 2016 година изнесувал 2,4%, забележувајќи дека тоа е најниска стапка на економски пораст во регионот. Собранието на краткото продолжение на 9-та седница вчера попладнето одлучи ребалансот на буџетот, односно предлог законот за дополнување на законот за извршување на буџетот за 2017 година да се донесе по скратена постапка. Таа седница продолжува во понеделник.